Пред да дојде на власт, лидерот на СДСМ ветуваше реформа во правосудството и негово отворање како пупка, заев дури раководещ со Советот за реформи во овој сегмент, но дали имаше резултати во текот на трите изминати години, обвинување дека власта се меша во работата на судиите и обвинителите доаѓа од повеќе страни. Но пред крајот на мандатот проговори некогашната потпредседателка на СДСМ Фросина Ременски, откако стана обвината во случајот за меѓународниот сојуз, обвини за политички притисоци врз обвинителството, со цел да се стобира нејзиниот ангажман во партијата за наредниот период. Факт е дека порачките за политички елиминации на најгруп можен начин се уште функционираат и јас сум длабоко убедена дека изборот на денешниот ден не е случаен, имајќи во предвид дека политичките амбиции на одредени лица се пресилни за да земат во предвид било какви професионални ангажмани мои во минатото. Не само Ременски, дека политиката е вмешана во судството, обвини и поранешниот другар на функционерите од СДСМ, Бојан Јовановски, човекот кој до пред неколку месеци имаше редовни средби со екс-премиерот Заев, министри и градоначалници, сега се пожали дека е политички затвореник. Го известувам судот дека се чувствувам како политички затвореник преку кој политичките субјекти ги водат своите битки со овој предмет. Се чувствувам загрозено и понижено и укажувам дека добивам закани за моја физичка ликвидација. Испратив писма до надлежните институции, вклучувајќи го и Љубомир Јовевски. Одговор од таму немам добиено. И покрај ваквите напади од партијата на власт, тврдат дека не се мешале во судството. Мешањето во третата власт е нешто кој не е карактеристика на ово парламентарно мнозинство и на оваа извршна власт. Така да ги оставиме правосудните органи да ја извршуваат својата работа. Дека се потребни реформи во судството, по долго време пораки испраќати од Европската унија, а експертската јавност во Македонија пак предупредува дека ништо од препораките на Прибе се уште не е исполнето.